Секоја жена треба да има контрола на своето тело и моќ за самоопределување, бидејќи тие се најпогодени од процесот на репродукција. Сепак, абортусот не е единствено решение за предвремено прекинување на непланирана бременност. Добро промислена одлука може да спаси ново формиран живот. За таа цел во Штип веќе 3 години успешно работи Центарот за советување жени со непланирана бременност, насловен Лидија срце што чука. Она што во прв момент ние го правиме со самите жени е се обидуваме да сватиме и да дознаеме од нив зошто размислуваат за абортус. Зошто го гледаат абортусот како единственото решение што им се нуди и зошто не може да размислат и за другите две можности што ги имаат. Значи да го задржат бебето, да го чуваат или пак евентуално да се даде на посвојување. Но единствено нешто што на жените им треба некој да им каже дека тие се силни, дека тие можат да издржат, може да донесат добра одлука за која што нема да зажала понатаму во животот. Покрај со совети Центарот им нуди и материјална помош која ќе им помогне во првите денови откако бебето ќе дојде на свет. Можеме да им обезбедиме количка, креветче, памперси, облек, хигиенски препарати за бебето, така што нема да бидат сами, нема да бидат оставени сами на себе. Иако овој центар е формиран со цел да се намали бројот на абортуси, сепак бројките според клиничката болница од Штип покажуваат пораст за оваа година. Само за 10 месеци има 111 абортуси, но дека во 2014 година бројот е доста помал, изнесува само 76. Во колку се случи жената да и понатаму сака да ја прекине бременоста, таа мора да потпише писмена изјава и после потпишувањето на писмената изјава треба после 3 дена тие пак да дојдат кај нас и ако сакаат да ја прекинат бременоста. Кај нас исто така постои и комисија за прекинување на бременоста, ако жените имаат бременност поголема од 10 недели. И таа комисија се состои од гинеколог, од интернист и од социјален работник. Во оваа проблематика треба да се вклучат повеќе институции кои би можеле превентивно да делуваат на жените пред да се одлучат на абортус како крајно решение.